Шара е мета на вандали затоа што недостасуваат институции кои би се грижеле за ова планинско подрачје, велат познавачите на приликите. Ако се продолжи со одолговлекување на постапката за прогласување на Шара за национален парк, ќе бидат под закана речиси сите ендемски видови на растенија кои постојат на оваа планина. Не знаеме од кај да тргнеме, така ако се стави некој ред, ќе се знае од прилика како да се изменажира сетата релација која што го има човекот со природата. Дека дивата сеча е еден проблем, тоа не може никој да го одрекува, навистина е така и се надеваме што поскоро ова да помине во владата и во собранието да се изгласа за да понатаму се изградат институциите кои што ќе работат и понатаму па се надеваме дека ќе се менаџира процесот како што треба. Заштитата на Шара не значи строги правила за движење, но и користење на ресурсите на ова подрачје. За урбаните средини како Попова шапка и Силата мора да се направи посебен мастер план. Па можам да кажам дека се ќе си тече како што се тече и сега, меѓутоа ќе има некои правила како да се однесуваме кон природата. Значи, во самиот национален парк ќе има неколку зонирања, само една зона, едно зонирање, значи ќе биде малку построго, а таму пак не дека имат луѓето некој пристап, тоа е една далечна зона кај што нема некаква интеракција на човекот со природата, мислам тука на локалното население на Шар планина. Од денеска започнува кампањата за прогласување на Шар планина за национален парк. Таа ќе започне од село Камењане под мотото Патувачко кино. Целта е да се промовираат природните вредности на Шар планина.